Dobro večer od Vašingtona, ovaj TV žurnalat na Glasat na Amerika na makedonski jezik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Se čini дека Hillary Clinton je na dobar pad da stane noviот amerikanski državен sekretar. Напред тоа да чуеме за големите протести во Багдад против американски ирачки од безбедносен договор. Ирачани лути заради предложениот безбедносен пакт со САД се собраа во Багдад на протести. Илјадници следбеници на шиитскиот свештеник Моктада Ал-Садар дојдоа на плоштадот Фирдоус, каде во 2003 американските војници помогнаа да се урне големата статуа на Садам Хусейн. Доколку парламентот го одобри договорот, тој ќе го замени мандатот на Обединетите нации за странски сили, чие важење истекува следниот месец. Официјалната верзија на документот во САД се уште не е објавена. Извори од Демократската партија велат дека новоизбраниот американски претседател Барак Обама најверојатно ќе номинира поранешната соперничка во кампањата сенаторот Хилари Клинтон за државен секретар. Дури сега се споменува денот на благодарноста, голем празник во САД, кога тоа ќе биде објавено. Нов извештај на стручњаци на американското разузнавање предвидуваат дека до 2025 Кина и Индија ќе им се придружат на САД како најголеми сили во мултиполарниот глобален поредок. Извештајот на Националниот разузнавачки совет Глобални трендови 2025 вели дека САД ќе бидат помалку доминантни и американскиот долар ќе ослабе, паѓајќи на ниво што се нарекува прв меѓу еднаквите светски валути. Концентрацијата на богатството во светот ќе продолжи да се сели од запад кон исток. Американскиот претседател Џорџ Буш потпиша мерка за продолжување на бенефициите заради невработеност за растечкиот број американци кои се надвор од работа. Законот дозволува невработените да примаат помош уште дополнителни 7 недели. Во сојузните држави, каде невработеноста е особено висока, продолжувањето може да биде и поголемо. Законот вчера мина во Сенатот, кога новите извештаи покажаа дека невработеноста во САД е највисока за 16 години. Американскиот конгрес не и подаде рака на автоиндустријата. Под дводневен распит конгресмените се растурија советување дека ќе се вратат во декември да гласат, доколку автопроизводителите поднесат добар план за заживување на секторот. И покрај целиот гламур, американските автошоуа изгубија од сјајот. Цифрите покажуваат дека продажбата на нови автомобили е најниска за последниве 25 години. Неделава, првите луѓе на Ford, Chrysler и GM дојдоа во Вашингтон да бараат заем од милиарди долари за опстанок. Но сенаторот Хари Рид, лидер на мнозинството, вели тие не работеле добро, зошто да се спасуваат. Директорите на компаниите не успеа да го убедат Конгресот ниту американскиот народ дека ова владино спасување ќе биде и последно. Фрустрацијата беше на двете страни. Демократските лидери на крајот решија да го одложат гласањето додека автопроизводителите не направат добар план. Спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси вели дека се работи за прифаќање одговорност. Додека не ни покажат план, нема да им ги покажеме парите. Автопроизводителите ќе имаат уште една шанса да ги представат своите аргументи пред 2 декември. Недела потоа, Конгресот се очекува да го разгледа предлогот. Економистите автоиндустријата ја нарекуваат рбет на американското производство и многумина веруваат дека нејзино пропаѓање не е опција. Но акциите на Wall Street и натаму паѓаат, особено нагло по оваа разврска во Конгресот. Започна да се прикажува новиот филм со Джеймс Бонд. Даниел Крейг овој пат го портретира Иан Флеминг, убиецот со срце, во поинаква светлина. Дали новиот Бонд ќе ги задоволи обожувателите? Приказната во филмот Квантумна утеха започнува 1 час откако љубовницата на Бонд, Веспер, е убиена од криминална организација. Бонд е решен да ги најде убијците, но тоа не е по волја на шефот на тајната служба на кралицата, која се плаши дека Бонд се губи. I do need to know, Bond. I need to know that I can trust you. And you don't? Well, it'd be a pretty cold bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved.
Иако Бонд си ја врши работата, болка му се гледа на лицето, сув мартини има врака и крвави дамки на костумот. Тој е машина за убивање, но пропаднат човек. Режисерот Марк Форстер вели дека ранливоста Бонд го прави интригантен и сакан. Тоа ни дава одлична можност да се префрлиме на поемоционално поле со Бонд и да видиме подлабок Бонд, вели тој. Трагите го водат Бонд на Хаити и до Камил, убава и решителна жена. Олга Куриленко ја игра Камил. Камил е жена на мисија, водена е од одмазда заради тоа што се случило во незиното семејство во минатото. За разлика од претходните филмови на Бонд, оваа жена му е партнер во оружје, а не е негова љубовница. Даниел Крейг е одличен во филмот со сето тоа што сам е подрави. Традиционално, тоа е оно што актерите го прават, уште од времето на Бастер Китон и Чарли Чаплин. Немаат дублери. Тие се оние кои паѓаат од прозорецот. Но и останатите се добри. А сепак, приказната е плитка. Нема мистерија или тензија. Но филмот добро минува. Квантумна утеха, сниман низ цел свет, е празник за очи. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.